Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате: Во тек е санација и реконструкција на куќата на Робевци. Реализиран проектот дигитализација на споменици и споменобележја во централното градско подрачје на Охрид. Децата од мали нозе треба да се учат на рециклирање и селекција на отпад. Девет лица се уапсени во врска со вчерашниот смртоносен пожар во хотел во ски центар во Турција. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со сончеви периоди и максимална дневна температура до 8 степени Целзиусови. Во четврток во западна, северозападна и северна Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и снег, кои што ќе бидат проследени со силен ветер и удари до 100 км на час. Врнежи од дожд се очекуваат и на север од Апенинскиот полуостров, а на југ од Скандинавија, областа на Алпите и североисточна Европа со врнежи од снег. Во останатите предели ќе преовладува претежно стабилно време со сончеви периоди. Во северните предели на Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во останатите делови умерено облачно време со сончеви периоди. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 7 до 15 степени. Во Македонија во четврток по котлините во утринските часови ќе има појава на магла и ниска облачност кои што ќе се задржат и во претпладневните часови. Во останатите предели ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди, а во јужните и крајните источни предели ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност. Минималните температури ќе се движат во интервал од -5 до 2 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 5 до 13 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе дува засилен југозападен ветер. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 10 степени. Во Охрид во петок во утринските часови ќе има појава на магла. Во текот на денот ќе имаме умерено облачно време со сончеви периоди и дневна температура до 11 степени. Во сабота и недела ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека.
Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Во тек се обемни зафати за санација и реставрација на куќата на Робевци, еден од најзначајните и најрепрезентативни објекти од старата охридска градска архитектура. Станува збор за еден од најголемите проекти на националната установа Завод и музеј Охрид, за кој досега се издвоени 3 милиони денари. Реконструкцијата е предвидено да биде завршена до крајот на март годинава. Во тек е санација и реставрација на споменичниот комплекс Куќата на Робевци, еден од најзначајните објекти во Охрид како репрезент на охридската архитектура, каде е сместена богата колекција на археолошки и етнолошки предмети. Зафатите започнаа кон крајот на минатата година, а се очекува да бидат завршени до март годинава. Станува збор за еден од најголемите проекти на националната установа Завод и музеј Охрид, за кој досега Министерството за култура има издвоено 3 милиони денари. Целта е куќата на Робевци, магазата, депото и лапидариумот да се сочуваат од забот на времето и да се создадат соодветни услови за експонатите и за подобро искуство на посетителите. Се работи за интервенции на фасадите и на крововите, меѓутоа и внатрешно на подовите на помошните објекти. Се работи исто така на
нов систем за грејење и ветрење во куќата на Робевци, изработка на ветробран на влезот. Со тоа, значи, ќе обезбедиме идеални услови за самите експонати во објектот, меѓутоа и подобри услови и за вработените и за посетителите на музеот. Наша желба е лапидариумот да го збогатиме со понуда на сувенири, меѓутоа да работи и како угостителски објект кафич за потребите на посетителите, да се осеќаат полагодно, поудобно, да имат поголема понуда. Летен период, знаете, има доста настани, да ги збогатиме тие настани и со дворното место на Робевци. Предвидено е објектот да добие и современ систем за обезбедување со оглед на тоа што во него се наоѓа познатата златна соба, поставка во која се изложени околу 500 златни и позлатени предмети од временски период подолку од 25 век, како и златната маска. Покрај другите работи ќе се обезбеди нов видеонадзор, посовремен и нов алармен систем, особено за златната соба, која ни е од големо значење за градов и за Републикава, каде што се чува златото на Лихнитида. Куќата на Робевци не е соодветен објект за презентирање археолошки експонати, посочува директорот Горан Патчев. Додава дека градот што поскоро треба да добие соодветен археолошки музеј. Реализиран проектот дигитализација на споменици и споменобележја. Во оваа фаза се опфатени само споменобележјата во централното градско подрачје, а во понатамошните фази е предвидена и дигитализација на сите споменични целини на територијата на град Охрид. Општина Охрид преку Одделението за култура, надлежно за споменобележјата на подрачјето на општина Охрид, нивна санација, реставрација, чистење и одржување, го реализираше проектот Дигитализација на споменици и споменобележја. Во периодот на месец октомври-ноември 2024 година направен е увид на 20 споменобележја во општина Охрид. Наведените споменобележја се дигитално мапирани и за истите е подготвен текстуален опис кој ги содржи општите информации и карактеристики за споменичните целини, како и фотографии од моменталната состојба. Со изработка на оваа дигитална мапа ќе се допринесе и во тековното надоградување на регистарот на споменобележја во општина Охрид. Дигиталната мапа содржи 4 посебни слоеви, односно споменобележјата се поделени на 4 категории. Споменици на природата, христијански споменици, споменици на лица од 19 и 20 век и спомен куќи и спомен плочи. Оваа фаза се однесува на споменобележјата во централното градско подрачје, а во понатамошните фази е предвидена и дигитализација на сите споменични целини на територијата на град Охрид со цел создавање на дигитална мапа на сите споменици и споменобележја која ќе биде објавена и поставена на Охридската веб страна, информираат од локалната. Проектот по фази го реализира охриѓанецот Иван Малезанов. Училишта без пластика е проектот кој започна да се спроведува во 4 охридски училишта. Целта е децата од мали нозе да се научат на рециклирање и селекција на отпад. Селекцијата на отпадот во земјава е на незавидно загрижувачко ниво. Еколозите остануваат на ставот дека не се спроведуваат препораките на УНЕСКО. Природното наследство во Охридскиот регион е загрозено. Некои од ендемичните видови, меѓу кои белвицата и пастрмката, се сметаат за критично загрозени и се на црвената листа. Но и за останатите видови може да се каже дека се опасно загрозени, велат еколозите. Според нив Охридскиот регион требаше да биде ставен на листата природно и културно наследство во опасност. УНЕСКО не требаше да биде толерантен. Па УНЕСКО не требаше да биде толерантен и во сите претходни сесии или оценки на состојбата со Охридското езеро и со градот Охрид, и тоа што секогаш кога попушташе, да речем, во своите согледувања или во своите проценки, секогаш имаше некоја политичка заднина. И во сите поранешни конференции или така и препораки кои што ги испраќаше довдека до градот Охрид и до државата, имаше големи политики пред се во одлучувањето дали Охридското езеро и градот Охрид да се стават на листата на загрозени природни и културни богатства. Се лобираше кај поедини членови на УНЕСКО на тие конференции, годишни конференции, за да гласат за останување на градот Охрид и Охридското езеро на листата на УНЕСКО
али се уште као рамноправни членки, а не како езеро или природно-културно богатство кое што е во загрозена состојба. Потребни се итни мерки, мора засилено да се работи на зачувување на статусот на УНЕСКО. Експертите велат препораките наместо да се спроведуваат на терен остана само запишени на хартија. Добар дел од тие угостителски капацитети веќе навлегоа на самиот, веќе и над самиот брег. Значи, не само фасадите на куќите, него апсолутно добар дел и од тој брег се наруши, што е строго забрането спрема прописите на УНЕСКО. И јас ќе си дозволам да кажам, мора само поради некоја политика се уште не сме избришени. УНЕСКО ги разгледа извештаите од мисијата од 2023 година и повторно се разгледува прашањето Охрид дали да се најде на листата на загрозени подрачја. Одлуката ќе се носи на состанок во средината на оваа година. Големата сала на општина Охрид ќе се користи со надомест. Како корисници на салата може да се јават здруженија на граѓани, фондации, други правни субјекти и организации, политички партии, организатори на комерцијални настани, организатори на изложби, промоции на книги, работилници, обуки, како и лица кои исклучуваат граѓански брак. Големата сала на општина Охрид ќе се користи со надомест согласно одлуката на Советот и донесениот правилник од 4 декември 2024 година. Висината на надоместокот за користење на големата сала е следна. Здруженија на граѓани, фондации, други правни субјекти и организации, политички партии, организатори на комерцијални настани, организатори на изложби, промотори на книги и работилници и обуки 3000 денари. Надомест за склучување на брак во работен ден 500 денари и надомест за склучување на брак во неработен ден 1000 денари. Надоместокот за користење на салата ќе се плаќа по настан. Максималното време траење на настанот ќе изнесува 3 часа. Барателот најдоцна 3 до 5 дена пред одржување на настанот, склучување на граѓански брак, преку архивата поднесува барање до општина Охрид на образецот кој е прикачен на општинската веб страна. Во прилог на барањето доставува доказ за извршена уплата на надоместок. Во барањето ја наведува потребата и терминот на одржување. Како денови за склучување на граѓански бракови се определуваат понеделник и среда како работни денови од 12 до 16 часот и сабота како неработен ден од 12 до 18 часот. Средствата остварени од давањето на користење на големата сала во општинска сопственост се приход на буџетот на општината и ќе се користат за тековно одржување на салата, информираат од локалната. Во тек се зимските уписи во Центарот за развивање на животни вештини Brain O Brain при Црвен крст Охрид за деца на возраст од 4 до 14 години. Детални информации за оваа програма заинтересираните ќе можат да добијат на отворениот ден кој ќе се реализира на 8 февруари, сабота од 12 до 14 часот во просториите на Црвен крст Охрид. За сите новозапишани ученици во овој циклус, кој едукацијата ќе започнат од 1 март 2025 година, Brain O Brain Црвен крст Охрид овозможува 50% попуст за првиот месец од програмата. Brain O Brain е единствена меѓународно признаена академија за ментална аритметика. Детали за уписите и пријавување на телефоните 046 261 909 или 078 227 433 на имейл ohrid@redcross.org.mk или во просториите на Црвен крст Охрид секој работен ден од 8 до 16 часот. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.